Според сознанијата на ГОТ, на колегиумот со единствена тема Мерко, биле повикани обвинителите од организиран криминал кои ги воделе истрагите за градоначалникот од ДУИ. Бидејќи во врвот на државното обвинителство немале верба во колегите од Струшкото обвинителство дека воопшто ќе се трудат да сработат нешто до крај. Целта била да се стигне до обвинение за Мерко од вкупно 3 предмети кои ги работело обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Колегиумот го водел државниот обвинител Љубомир Јовевски. 2 предмети веќе биле реферирани за враќање во Струшкото обвинителство, бидејќи тие дела на Мерко се однесувале на локалниот буџет, пред се за тендери за продажба на објект. Третиот бил сериозен и стар, отворен 2015 од финансиската полиција. Во тоа време кога градоначалник беше Зијадин Села. Села тогаш ги покажа документите, дека своераčno Рамиз Мерко како градоначалник легализирал 2 дивоградби на Меѓународниот универзитет во Струга, чиј собственик е Рамиз Мерко. Со правилникот донесен од Советот на општина Струга, легализација на деловни објекти, а универзитетот е деловен објект, се прави со 3200 денари по метар квадрат. А од друга страна, господинот има направено легализација ко индивидуален објект за живење и направена е легализација со 900 евра, што значи 1 евро по метар квадрат. Од универзитетот тврдеа дека се е легално. Но предметот кој останал во Скопје и во организиран криминал бил миниран од државна институција, од Бирото за судски вештачење. Првото вештачење за предметот против Мерко било скромно и нецелосно, па обвинителството од 2020-та наваму барало во 3 наврати да се дополни вештачењето со архитектонско мислење за легализираните објекти. Бирото за вештачење цели 3 години не доставило никакво дополнување. Истрагата е закочена. Да имало вештачење, обвинението би било поднесено и така автоматски сите случаи против Мерко за корупција би можеле да се додадат на првото и од родната Струга да дојдат во Скопје, каде влијанието на градоначалникот би било минимално. Колегиумот бил лани. 1 година потоа стигна Абер од Вашингтон, дека Мерко бил корумпиран, влијаел врз судството и злоупотребувал јавни пари. Во меѓувреме, Мерко остана на функција во партијата ДУИ, која неколку години јавно се бори за ветинг на корумпираните функционери.